Драстично поевтинува испитувањето на влијанието на лековите врз пациентите. Фармацевскиот факултет и Фондот за здравствено осигурување денес склучија договор со кој ќе се овозможи давање услуги на околу 600 пациенти годишно, кои досега истите ги плаќале со сопствени средства. Станува збор за испитување на влијанието на лековите кои ги примаат пациентите, пред се за малигни заболувања, но и за други заболувања. Ке се прават во лабораторијата на биомолекуларни фармацевски анализи при факултетот во Скопје. Персонализираната медицина би рекол се повеќе актуелна. Е предвидена во протоколите за медицина базирана на докази и согласно тие протоколи треба да се прават овие типови на испитувања за да се утврди дали и како терапијата реагира кај конкретен пациент на персонално ниво, со што ќе се подобри третманот, односно лекувањето на пациентите. Овие испитувања чинеа доста за пациентите, некои од нив чинеа и до 11.000 денари, а сега сите овие испитувања ќе бидат правени само со партиципација, што значи многукратно се намалува износот кој што пациентите треба да го платат за ова испитување, а Фондот за здравствено осигурување ќе плаќа практично најголем дел од сумата потребна за овој тип на испитување. Фармацевскиот факултет, нагласи министерот, е установа која има искуство во оваа област, има обучен кадар кој е подготвен да одговори на овие барања на пациентите, имајќи предвид дека и досега ваков тип на испитувања се правени тука, но тоа било спорадично и не во рамки на здравствениот систем на државата. Кредибилитетот на нашата установа е доста голем и се надеваме на вистина дека ќе имаме добар одговор на она што значи обврските према договорот кој што ги исклучивме и дека во иднина само ќе го се надоградуваме. Динамиката на спроведување на договорот кој фондот го потпиша со факултетот ќе се одвива како и за сите други здравствени установи. Овие услуги ќе станат достапни за повеќе од 600 пациенти во текот на годината и најзначајно е во ова тоа што каже министрот дека се оди еден чекор напред, се подигнува нивото на утврдување на кои лекови се ефективни за третирање на пациентите. Персонализираната медицина е нешто кое што е тренд во светот, а Република Македонија преку политиките на Министерството за здравство и Фондот за здравство ги следи тие чекори, затоа што нашите политики ги креираме пред се во полза на граѓаните на Република Македонија, давање на повеќе и обезбедување на повеќе права и услуги во здравствениот систем и унапредување на здравствените установи да даваат поквалитетни услуги. Професор Александар Димовски од Фармацевскиот факултет рече дека најголем дел од испитувањата ќе одат преку клиниките кои ги упатуваат пациентите. Главно тоа се клиниките за онкологија и хематологија, кои третираат пациенти со малигни заболувања, но и клиниката за педиатрија, хематоонколошко оделение.